Здраво на сите. Денеска со нас го имаме Лазар Цветковски, еден од најзначајните македонски продуценти во нашето денешно време. Пред се би сакала да го започнам разговорот со тоа прашање. Како е да се продуцираат и да се творат едни од најактуелните песни моментално во Македонија? Прво благодарам на покана, благодарам на најавата. Среќен сум што сум дел од емисија каде што и проект каде што многу колеги што ги респектирам и се опфаќаат прашања и промовира музика која што вреди да биде промовирана. Како е како ја кажам, преубаво е кога работиш со многу луѓе што се талентирани, секој на свој начин е свој индивидуалец. Јас сум фан на музика сум. Не постои стил што го преферирам или сум фан на песнава или на не знам артистов, па не. Фан сум на многу ствари и искрено секогаш ме допира кој ќе дојде артист кој што има приказна или нешто што има да каже, макар и да е тоа најкомерцијално. Знаеш како не постои више комерцијално или некомерцијално, постои добро или недобро. И ако е на прав начин извадена индивидуалноста од секој артист, мислам дека песната допира до луѓето и тоа ја прави песната да биде слушлива. Знаете, кај што ќе препознаат некоја магија, да не ја лаже публиката кој е. Знаеш, многу е битно секој артист да е најсвој, искрен. Не може да се сукрие. Не може да се сукрие. Пошто нешто ти можеш нешто онака да се облечеш вака така, али дали го носиш, знаеш, едноставно има разлика. Мислам, имаш прекрасен начин на размислување и верувам дека уште долги години ќе креираш на естрадава. А денеска би сакала да опфатиме една поинтересна тема, што и мене лично ме интересира како човек што се бави со музичка продукција. На каде ти сметаш дека ќе оди музичката продукција во блиската, па можеби далечната иднина? Имаме веќе толку имаме AI, имаме виртуелни цели светови во кои што музиката више е експириенс и доживување, не е само музика. На каде ти мислиш дали ќе биде музиката спој од индивидуалност и плюс логоритамски решенија или ќе биде само нешто што технологијата целосно го превзела? Кажам, не знам, човек сум што секогаш секој новитет пробува да го прифати и да го земе на најдобар начин да го искористи. Мислам дека мора да се утек со времето. Од една страна се радувам на секој новитет, пошто само една работа ме прави, да речем, мене лично што ме плаши, е како што течем узадниве 10 години, ако се направи една статистика, погенерична е музиката, знаеш, и тоа е заради можеби ефтен се супер сите тие алатки, плагини, сите тие ствари што помагаат на луѓе у креацијата, али па премногу го лесно е процесот за да прекине едукацијата. Дека многу ќе се остави на технологијата да носи одлука, да речем ја кој сум почнувал, сум морал да научам, пример, што е компресор, што у нашата работа, да знам кој е секој параметар на компресор, да знам како е да добиам резултат на удадена ситуација и не е секогаш иста. Тоа мора да се знае. Сега мора да се знае, али у моментов па не се знае. Еве, јас сум инструменталист, што свирам за моја среќа повеќе инструменти и тоа сум го сметал за мене у живот ми донело многу, зашто тоа ме одвоило. Сум си ги свирал, се сум свирал 90% и да семплувам source, не семплувам мелодија, току семплувам, да речем, тон од тонов го растегам, пробувам да експериментирам максимум како саунд дизајн, да направам специфичен саунд, пошто стилот на работа ми е сакам секоја песна да има звук кој ќе чуеш и без да знаеш песната, самиот звук ќе знаеш дека таа песна. Пошто продуцентот у моментов е многу дискутабилна тема, има различни, знаеш, кој ќе кажеш продуцент, у време Македонија продуцент е човек што компонира, аранжира, снима,
мастеризира, микса и не знам, можеби дистрибуира. У едно време сега ново битмейкер е продуцент. Да, знаеш? и тоа сум приметила. У едно старо време продуцент не е ни композитор, не е ништо, е супервизор на проект. И од типот на ти имаш песна и ти кажеш ова е мојата музика и доаѓа продуцент и он вика окей, за музика ни се потребни тој човек, ова вака, така треба да звучи за песнава да биде добра као песна. Артистот не е материјалот, тоа ти е као на секој готвач што му даваш намирници и ако има подобри намирници, има подобра пица и секој ден може да биде, тоа е како турско кафе, да правиме турско кафе сите 10 души тука, различен вкус има турско кафе. И тоа е убавината у музиката, што ме плаши дека генеричноста и медиокритетот што ја носи, знаеш, ова вештачка интелигенција каде што прво се храни со информации и уште е дискутабилно, се моментално баш имаш еден спор со Тимбален, не знам дали си тек. Да. Каде што вештачка интелигенција му даде продукт, а тој продукт да е веќе од постојачка песна каде што он не знае дека е тоа. Значи ние уште не знаеме дали мелодиите и сите тие ствари што излегуваат од вештачка интелигенција од каде се. Тоа се веќе дадени информации. Тоа се дадени информации. Значи он собира информации. Едноставно, мислим, собира информации кои бараш брзо ги распределува со брзина на светлина, што нели ние дури ги у секој случај е добра алатка, е нешто што ти скратува време и све, али као и секоја работа ако е у прави раце ќе биде супер искористена, ако е погрешни раце ќе биде злоупотребена. Да, важно е да напоменеме дека artificial intelligence, вештачка интелигенција, во музика постои многу долго време. Тоа се уствари плагини. Плагините имаат сами присети, нели? Да. Тоа е вештачка интелигенција. Само што сега веќе зазима еден друг облик и е толку многу преискористена што веќе не знаеш дали пее артистот и што се случува со модификацијата на фреквенциите и онака на луѓето веќе им е несфатливо кој артист колку вреди и колку знае и колку може. Заради тоа што веќе продуцентот станува, што се вика главната состојка. Ние сакаме да го направиме артистот да биде нели number one и се веќе све потешко станува тоа затоа што све повеќе може да вадиме од него и се повеќе реално се губи персоналитето, а според мене личниот печат на секој човек од нас е нешто што е благослов. Не знам, е најголем благослов тоа што ти си како што си, јас сум како што сум и ако успееме да го даеме максимумот од нас на наш начин и секој не знам, секој артист што ми влага у студио е интересно што секој има друго размислување, секој има друг вкус. И знаеш, се супер е и AI да постои, да се користи за добри ствари. Например, најобична работа, пример, не знам, може да користам, мојот глас го менувам често, пример сега у задње време тоа го правам, например, пееш ти као лид вокал, ја пеам пример 5 прасечки и ги двојам сите канали и сите менувам бои и имам уствари цел хор кој цел хор, али не барам од него да ми даде хор, туку ја му давам сор само он да смени боја. Се поможда да можеш емоцијата да извадиш. Значи не може емоција да ми даде, као што јас ако сум имал денеска некаков ден и утре станам денес и утре да миксам една песна или да ја аранжирам на друг начин, ќе ја аранжирам и ќе ја миксам. Тотално зависност од мудот. Од светските производи, значи како продукти што излегуваат, каде што има, не знам, продуцент, има миксинг инженер, има асистент, има луѓе што мастеризираат, посебни студија за мастеринг, поради тоа не дека ние не можеме да го правиме тоа што го прават они. Туку едноставно некој човек е специјализиран само микрофонот да намести. И он е толку едуциран за кој микрофон во кое време, во која ситуација се става. Тоа е дизајн на звук, не е продукција, што спаѓа под продукција. Инженеринг е, акустика, подразбира многу ствари што се од страшно голема корист, бидејќи ако се навратиш назад и тие сите
снимки на Beatles, на Pink Floyd, на Queen, на што и да е, тоа звучи многу добро. Тоа звучи и за ден денеска многу тешко да се реплицира, знаеш. Заради тоа што луѓето најверојатно зашто немале многу алатки, па биле приморани да експериментираат многу да се одвојат. Снимале на мали плочала, снимале на токи-воки, снимале на глупости само за да добие он некој различен шарм и некој сос у музиката и таа музика да живи до ден денес, сите ден денес да се чудиме зашто. А историски гледано наназад секогаш кој се менувале стиловите, дали кој постоел од Френк Синатра па доаѓа Елвис Пресли, па он носи рок н рол, па чекај сега како рок н рол. Ова музика е хит. Па доаѓа Мук се измислува, па првите електронски звуци, па првите семплери. Музиката тежне кон промени и мислам дека иднината е у рацете на младите. Нема подобро чувство кој ќе створиш нешто што ми се свиѓа на многу луѓе и гледаш дека реагираат и не знам твоја песна ја пеат 10-20 илјади луѓе. Тоа е нешто стварно и знаеш дека не е до мене тоа, да речем сега ако ти си имал, сме направиле заедно хит, ја без тебе не би го имал хитот. Така е, да. Се од се Ти зависи. без мене го нема, ако не учествувал трет човек, заради третиот човек може он само еден збор да кажал да ја смени играта. Некој да каже така. само што бил у студио, што давал можеби енергија у студио и се давал, знаеш, може он дал правец енергетски у собата што ја сменило играта и заради тоа е Баш нешто еден што звук да ја смени цела песна, цела магија, тоа е тоа. Бидејќи ни е кратко времето за крај, би сакала да те прашам што би им препорачал на помладите продуценти, освен да соработуваат заедно. да прават музика од срце. Има млади таленти, има многу млади во Македонија луѓе што стварно имаат многу добра музика. Има и многу надежни што јас стварно сум фан на сите нив, знаеш, и многу се радувам кој ќе слушам некоја нова музика. Дали то било музика од поп артисти, дали било од бендови што се помалку ги има. Знаеш, на пример, не знам, секогаш се радувам на нова песна на Фанк Шуи, на Дупер, на некои млади деца што прават нова музика, што се респектираат еден со друг и се групираат и соработуваат, што гледам дека дружбите у песни и фичуринзи станува више тренд и така треба да е. Дека само со тоа може напред да се иде и да бидат заедно, да не се групираат, да бидат сите заедно, да растат еден со друг и за се што им треба, тука сум ја и тука се моите нормално колеги што као јас што сум имал шанса као дете кај Дарко Димитров кој сум ступнал у студио, што за мене било, не знам, најголемата шанса што сум можел да видим како некој естетски како решава и да не крие, да сака ти дае све што може да ти дае за да видиш и на крајот кој ќе видиш, пример еве на Дарко што ми е ментор и другар брат, без разлика на се тоа, неговиот инфлуенс со музиката не е со хитовите само што ги има оставено, туку и со легасито као создавање на многу други продуценти што продолжуваат да прават музика. Не, што у тоа време не знам што или сум гледал ја Роберт или не знам Пере или гледа многу луѓе. Дури и мене многу ме подучува. Голем поздрав до него. Голем поздрав до него и за мене бил пример како треба и искрено ги следам истите ствари и сум отворен за секој дете што и секој човек што сака и што е влюбен у музика, ако можам како било да допринесам, сум тука. Едноставно и сите треба да бидат тука. И мислам што пошто треба да соработуваат еден со друг. Дали на текстови, дали на дружба, на размена на идеи. Поздрав до сите нови, да не ги именувам, ама стварно има нови деца што работат и у секој жанр, знаеш. Као еве Кун, Андреј Нигмалиот, не знам, има Драги Иванов е одличен, знаеш, Лука, не, сите они се многу на свој начин
свој да не заборавам и други деца, има многу Борис и не знам. Многу има секој ден. Многу има и секој кој ќе ги видиш стварно има многу се е поише од добро. што мислиме, пошто нешто кој ќе застанем и слушам, нема музика, нема тоа. Не, има многу музика. Има, само нема кој да Треба слуша. само малку желбав да се ископа Да, под да. лавокот, да се Така види. е. Да се отворим. Бидејќи неш како оваа дигитализација и Spotify ако порано си купил плоча и тоа коштало $10-15, денеска е за $5 имаш цела музика на светов да ја слушаш и експлозија од музика и се не знам на дневно ниво многу музика искача и како таа музика да се одвои, како ти да даеш шанса се е саро многу тешко. И се надевам дека ќе се слуша поише македонска музика, пошто стварно има многу добра. А има многу има нова музика и многу луѓе имаат што да кажат. И што кажуваат во моментов, па можеби некои се слушнат и некои не доволно слушати. Да, верувам дека ќе отвараме простор за се повеќе да се Да, слуша, и би да се сакал публика почитува. да даде шанса да слушне. Знам дека компетитивноста, моментално глобализацијата и дигиталниот свет прави да го споредуваш со секој проект светски и све, али можностите како земја ни са тие што ни се. И според мене треба да се цени креативноста, а не финансискиот удел у тоа. Не знам, има спот снимен на Марс. Океј, се слушаме пак музика и гледаме креатива. Знаеш, и тоа е првото нешто што мој мислим ја слушаш музиката, што е подкрепено со видео, што е доволно да му се даде шанса да се види, знаеш. Така. Само да се трудат и да видат своји различни. Тоа е Да важно не се плашат да се креираме. свој. Да не се плашиме да сме своји, да креираме. Ти благодарам за целиот придонес во македонската музика. Се надевам дека на сите на кои што ќе им бидеш ментор, ќе ни гостуваат и ќе ни раскажуваат за искуствата како ние сега за Дарко што зборувавме. Ти благодарам за се и за присуството. Ти благодарам на тебе за убавиот муабет, за реткиот муабет. Те надевам пушева као луѓе има као тебе и као сите од екипата што создавате нешто што е стварно за респект, за поздрав и за пример за како други проекти треба да. Ти благодарам. Поздрав до сите. Се гледаме.